Благодарам. Сега го поканувам колегата Иван Джепаровски да земе збор. Го изразувам задоволството што сум дел од дискусијата. Мислам дека пренадлежи на Филозофскиот факултет да организира вакви дискусии во името на академскиот статус на нашата институција како најстара високообразовна институција во Македонија и од гледна точка на важноста на прашањата за кои што разговараме. Се разбира, како човек кој доаѓа од катедрата за философија, мојот пристап ќе биде од гледна точка на философијата. Се разбира, сето тоа во 5 минути да се каже е многу тешко, но затоа со помош на феноменолошка редукција ќе ги ставам во заграда сите други прашања од историска, од политичка, од културолошка гледна точка и ќе се задржам само на два аспекти на темата за која што разговараме. Едниот е логичкиот, а вториот е од доменот на современата философија. Се во ова не го правам за да се оправдам себе си во духот на латинската поговорка Dixit salvavi anima meam, реков и си ја спасив душата. Нема да си ја спасам душата, но учеството во оваа дискусија е дел од она што го сметам како сопствена обврска, како човек кој размислува и кој што се занимава со поимите и се разбира како човек кој е роден пред безмалку 60 години во Скопје и кој што има на крштеницата напишано дека е македонец, дека е роден во Република Македонија, односно тогаш Социјалистичка Република Македонија. Сакам да речам и тука одам кон логичкиот аспект на прашањето. Една од најкомплексните науки, најегзактните науки, геометријата, односно математиката, од времето на Евклид е заснована врз аксиоми. Од аксиомите се изведуваат теоремите и потем целосно натаму со дефиниции се гради геометријата. Значи, најегзактната наука е заснована врз аксиоми. А аксиомите се всушност не се вистини, туку се недокажани вистини или минимални невистини. Ако може најегзактната наука да се конституира врз основа на минимални невистини, тогаш за хуманистичките науки, за општествените науки воопшто не треба да станува збор дека е тоа така. Значи, мојот аксиом од кој што тргнувам е дека јас сум македонец, сум се родил во Македонија, го зборувам македонскиот јазик, на тој јазик сум напишал 25 книги и тоа е за мене аксиомот. Од таму тргнувам, се разбира, доволно сум учен да знам дека има и различни аксиоматски системи. Дека аксиоматскиот систем, што да речеме во конкретниот случај се користи од Грција, е сосема спротивен од мојот аксиоматски систем. Нема да навлегувам сега во Римановата геометрија на n-димензионалниот простор и на судирите на аксиоматските системи. Но, сакам да речам, и сега ќе прескокнам кон делот врзан за современата философија и ќе го искористам ставот на Жан-Франсуа Лиотар, кој што во неговата книга Le Différent укажува дека кога имате спор по некое прашање, каде што тргнувате од диаметрално спротивни позиции, спор кој што со рационална аргументација не може да се реши, тој спор се именува како раскол. Раскол ви е ситуација во која што не можете да го решите прашањето или проблемот, затоа што толку се различни позициите, што едноставно тоа не е можно. Сега, мојот став е дека ние се наоѓаме во една таква ситуација, во еден таков раскол во однос на она што однадвор ни се наметнува како наш проблем. Се разбира, доволно сум умен да знам дека тој и навистина е наш проблем, затоа што мораме ние, не можеме да бидеме само изолирани, треба да живееме во светот, колку и да е лоша глобализацијата, колку и да имаме забелешки во однос на состојбите во Европската Унија, сепак ние мора да се интегрираме или пак да се обидуваме да застанеме, да си ги браниме нашите позиции, а штетата што ќе се случи во однос на таа одбрана да биде минимална. Оти ако не се интегрираме, исто така треба да имаме предвид или да одговориме на прашањето што ќе се случи. Што ќе се случи ако, да речеме, се прекинат разговорите? Кои се научните симулации во однос на тоа што би се случило кога би се прекинале разговорите?
Јас никогаш не сум за прекин на диалог. Под услов да имаме диалог. Меѓутоа, ако немаме диалог, тогаш и тоа е можно решение. Сега, да резимирам и нема да должам. Тука сум околу четвртата минута. Исто така знам дека прочуениот математичар Луис Керол, кој што ние го познаваме повеќе по Алиса во земјата на чудата, по неговите книжевни дела, во она епизода каде што го раскажува разговорот меѓу Алиса и Хамти Дамти, кога овој Алиса го прашува како може да направиме имињата да немаат различни значења, одговорот е во духот на логиката и на математиката, но во духот на Мишел Фуко, едновремено, не е прашањето во тоа како ќе ги именуваме нештата. Неговиот одговор, за жал, прашањето е кој ја има моќта. Сега, ако го имаме предвид овој одговор, кој што мислам дека треба да се има предвид, ако видиме каде се наоѓа моќта, тогаш ние навистина треба сериозно да размислиме како во однос на таа моќ ќе се однесуваме и како ќе ги градиме нашите позиции. Бидејќи филозофијата многу повеќе сака прашање да поставува, наместо да дава одговори, на одговорите што ги дава секогаш следуваат нови прашања, јас сакам исто така да поставам неколку прашања, се разбира не до вас, туку да оние кои што би требало или мислам дека треба да ги дадат одговорите. Првото прашање е кои се тие 3 точки од она што нам ни е доставено како предлог се прифатливи за нас? Јас не знам. Кои се другите точки од она што до нас е доставено, кои што за нас се неприфатливи? Згора на тоа сакам да прашам, бидејќи слушнавме од над 60 научници од Грција учествувале во подготовката на нивната платформа, колку мина учествувале од Македонија? И дали се релевантни? Значи, тоа е моето прашање. Се разбира, не е упатено до вас. И на крајот, прашањето е што ќе се случи ако прифатиме и што би се случило ако не прифатиме или излеземе од преговорите. Инаку, мојот личен став е сличен на колегата Ило, дека треба да се разговара, дека не треба да се прекинува, меѓутоа да се знае за што се разговара и да се има јасна позиција во разговорите. Изгора на тоа, и со тоа завршувам, мислам дека проблемот е многу повеќе кај нас, во Македонија, и мислам дека една од причините, може би грешам, на сево ова што ни се случува е фактот дека спорот или расколот е повеќе внатрешен раскол и дека поради тој внатрешен раскол ни се случува ова што ни се случува. Благодарам. Добро. Честитки за организирањето на ваков настанот и тоа што требаше многу одамна можеби да го стори Мано, го сторивте вие. Од каде да почнам? Знам дека денеска академски одговор на проблемот со кој се соочуваме нема. Ниту пак академскиот одговор ќе го прифати политиката. И добро ви беше прашањето ако во градењето на политички одговор нашиот сосед собрал едно чудо луѓе кои академски решенија нуделе, ние и видовме кога седнаа на масата колку мина се, бидејќи нашите си имаат, нели, ренесансни личности во Министерството за надворешни работи. Второ, многу тешко ми е да одговорам кога знам дека има 7 точки за кои дознав од јужната страна, е како сега да размислувам за 3 усогласени точки, кога чув дека 7 се веќе усогласени во Вашингтон, тоа го чув од пратеник, кој не знам на каков начин стигна во Вашингтон за да дискутира за прашањето. Значи, навистина во тешка конфузија сум. Јас денеска нема да разговарам за наука, бидејќи знаеме дека научниот одговор овде не помага, туку на ниво на здрав разум. Ќе зборувам, бидејќи само тоа ми остана. И колегите пред мене укажаа на аксиомите, исто така Ило се запраша за начинот на кој се градел македонскиот идентитет. На ист начин како и сите други идентитети во светот, особено на ист начин како што се граделе идентитетите во Централна и Источна Европа, по германскиот модел што го спомена колегата Саркањац, а на ист начин и на Балканот. Некој порано, некој подоцна,
меѓутоа начинот е ист. Дури кога зборувам, мислам на начин, често пати си мислам за британскиот идентитет, например, и треба кога предавам политичка историја да им кажам на студентите дека кабинетот се формирал затоа што Џорџ I имал саксонско потекло и не знаел ниту еден збор англиски, па се досадувал, па им рекол, ај вие одберете еден меѓу вас најстар по сениоритет да ми раскаже што сте зборувале. Да не зборувам за Вилјам Конкара и така натака, да не зборувам за Шкотска, Ирска, Велс, кои држави биле па анектирани, значи различни начини има на формирање на идентитети. На здраворазумско ниво, кога кажав. Видите, колегата Джепаровски многу убаво вели дека зборува за ирационално, рационално, ама јас имам проблем како да решите ирационално прашање или ирационален спор на рационален начин. Не ми е јасно тоа. Значи, јас не го одбрав името. Ниту македонец, македонка, не го одбрав. Тоа ме одбра мене. Јас немав избор. Го наследив. Така ми велеа, мајка ми и татко ми, значи и биле македонци. Дедо ми и баба ми биле македонци и кога немало Македонија. Иначе не би можела јас да наследам нешто, бидејќи тоа е идентитетско прашање. И затоа може би професорот Масинео од Кембридж вели дека конструиран е спорот и дека многу тешко може да се реши рационално, бидејќи е целосно нерационален. Сега на здраворазумски да кажем, иако не знам дали одговара на името идентитетот, академски одговор, да речам еден човечки одговор, екзистенцијален одговор, немам намера како Симон де Бовуар да звучам, ама екзистенцијално е прашањето. Ајде вака, значи. Дали има на планетава некоја држава што се вика Македонија? Нема. Дали има региони што се викаат Македонија? Стотици има во Америка. 1000 ми рекоа дека имало. Значи, понатамо, дали Грција, бидејќи прва на Балканот во распадот на Отоманската империја се стекна со независност, можеше да го избере ова име? Можеше. Дали Бугарија тоа можеше да го направи? Можеше. Јас честопати на моите колеги им велам, па не се викала, нели ви е логично дека ако нешто било бугарско, која е логиката да се вика внатрешна македонска револуционерна, ке се ме викала ВББРО. Па нека и Одринска, потоа, значи тоа е. Зборот ми е, ние ги учиме, ова е иначе моја дискусија од Венецијанска комисија, морам да ви кажам. Кога ме избраа прво, председателот рече, we have a new member from the former Yugoslav Republic of Macedonia. Господин Хелгесен, кој иначе го знам од Светското здружение за уставно право. И јас реков, многу интересна перцепција, јас се осеќам како Питија, волшебничка, бидејќи може ли некој од историја да дојде во Венецијанска комисија, немојте да ме терате да зборувам за венецијански трговци, за Шекспир и така натамо. Не може, бидејќи тоа е еден делотворен орган на Советот на Европа. Сега да објаснам од правен аспект. Ние велиме дека во меѓународното право ентитетите се споредуваат слични или исти идентитети, не различни идентитети. Како и во Македонија или било каде кога ќе регистрирате фирма. Името, знакот треба да е различен за да не создавате конфузија во правниот сообраќај. Исто е во меѓународното право. Значи, ја знаеме конвенцијата, го знаеме Вилсоновото начело, за сите важи, така сите верувале, нели, секој народ има право на самоопределување, така, тоа е принципот, па и македонскиот народ во тие рамки, значи да објаснам. Во 1988 година во Грција се појавија 3 региони. Значи, во 1988 година во Грција се појавија 3 региони. Сите вие знаете дека кога одевме на универзитетот се викаше Солунски, кога одевме на аеродромот се викаше Микра. Во Атина немаше никаква статуа ни на тој аеродром.
Зборот ми е, кога ќе речам ја Республика Македонија, кога зборувам за обликот, значи, кога за формата за републиканскиот облик на управување, не монархија, тоа важи за држава. Значи, тоа е диференција специфика во однос на генералис. Географија, историја, етнографија. Ама таа, зашто не се викаме ни античка Македонија, таа Македонија, географска, историска, етнографска, не е ексклузивно право ни на Грција, ниту на мојата Република Македонија, туку е цивилизацијска придобивка. Според тоа секој може да ја употребува. Значи, невозможно е вие да ограничите дека ако нема ниту една држава, нема ниту еден народ, туку само некој се нарекувал како нас така, дека сега треба како да почне рационално да размислува, а политиката не е рационална, и сега да рече дека па аксиом не е тоа што е аксиом, туку аксиом е можеби тоа што во политиката денеска се бара од нас. Мене ми е јасно дека моќта е тука важна. Срамота е во 21. век ние да се повикуваме на Тукидид. Значи, проблем нема никаков. Има регионален идентитет, има национален идентитет, има родов идентитет. Ама, јас на мојата колешка Куфа од Солон и велам, ако вашиот регионален идентитет е толку силен што му конкурира на националниот грчки, вие сте во страшен проблем. Еден ден некој ќе побара тој да дојде до израз во парламентот. Второ, ќе побара автономија. Трето, ќе побара сецесија. Значи, различни идентитети не се споредуваат. Тука би можело ние да најдеме некаков договор рационален во овој поглед. Инаку, ќе се повикуваме на моќта и ќе го препрочитувам како јас ноќеска Едвард Сајти, ќе се тревожам, бидејќи да културниот империализам се уште постои. Благодарам. Благодарам. Ги слушнавте моите колеги од Универзитетот Свети Кирил и Методи на Филозофскиот факултет на трибината Името, идентитетот, академски одговор. И ете јас на крајот, како некој што сакаше да го помогне овој процес да дојде до јавноста, бидејќи очигледно е дека во Македонија постои силна политичка цензура кога сака да се спроведе некое насилие врз земјата. Основно прашање е зошто се случува се во ова. Македонија како една од најстарите нации, запишана во сите историски книги, и без Македонија не може да се напише историјата на белата раса, дури историјата на светот, не затоа што ние сме посебни, туку затоа што Господ сакал така. И во Светото писмо е запишана Македонија и македонците, така да двата народа кои се метафора и реалност, евреите како народ кој има договор со Бог, и македонците кои се народ кој го повикува Бог и кој е избран сад за да се шири Светото Евангелие. Па да се вратиме на состојбата на нашите соседни земји, бидејќи не е можно човековите права кои важат во Македонија да важат само на оваа мала територија, да не важат на целиот македонски полуостров. Ние знаеме дека на 27. март 1901 година султанот со декрет го забранил именувањето Македонија и македонски полуостров, бидејќи тоа име го бунтувало народот. Има еден интересен стих во Светото писмо, каде што е Духот Господов, таму има слобода. Состојбата во Бугарија е дека македонците во Европска Унија немаат никакви човекови права, не може да се регистрира партијата Омо Илин Демпирин со години, се судат во Страсбург, а издруженијето на македонци репресирани за време на комунизмот во Бугарија исто така не може да се регистрира. Во исто време во Македонија се регистрира бугарска партија. Мислам дека е лицемерно народ кој не ве признава, вели учи во историјата, учи во своето школство. Мислам дека образованието е важен процес, бидејќи во Бугарија се учи дека македонците се бугари. Господ сакаше оваа година да се најдам во Банско на првиот час на основно одделение и таму заедно со представник од Министерството за култура на плоштадот во Банско децата рецитира "Българин се наричам, прва љубов е за мене", песната од Иван Вазов. Замислете, ги прашав дали тоа го зборуваат и турците, и ромите, и македонците. Да, сите го зборуваат. Кај нас има друг аршин, исто да го учат и во Грција.
во Егејско, каде што знаеме какви проблеми има во Ножито и какви закани и состојби. Значи, земја членка на Европската Унија не признава македонско малцинство, не признава македонски јазик, и ние имаме исто така образовен систем во Грција кој ги учи дека македонците се грци. Замислете, и бугарите, и грците, и албанците. Во Албанија, например, само во Мала Преспа се учи до 4-то деление македонски јазик. Во Гора и Голобрдо се поделија општините да не може да победи македонец. И на ниедно друго место не може да се зборува македонскиот јазик. Во исто време, македонците мора да подпишуваат платформа дека не сме да се мешаат во внатрешната политика на други земји, а ние имаме мешање на Албанија која прави тиранска платформа. Значи, албанците, бугарите и грците, конкретно зборувам само за тие три земји, бидејќи состојбата во Србија е сосема нешто поинаква, тие се исто како една земја последна за отстрел. Ги убиваа македонците пред 100 години во Балканските војни, во Првата светска војна, во Втората светска војна. Некои беа на страната на фашистите, намислете, и денеска ни да се извинат, тврдат дека нема македонци. Ако е тоа европскиот принцип, тогаш каков академски одговор треба да им дадеме на нашите колеги во Европската Унија? Второто прашање е каде се студентите од Факултетот за драмски уметности? Значи, пред една година, шарената револуција, студентскиот форум се бореа за екстерно, за човекови права, а денеска ги нема нигде, кога се разградува македонскиот идентитет, се продава една земја, се понижува правото на човек, на идентитет, најстариот народ. Да не заборавиме дека Свети Кирил и Методи е името на универзитетот, тие беа молитвени војници на Исус Христос. Значи, спознајте ја вистината, вели Исус, и таа ќе ве ослободи. Кога ги нема парите на Сорос, ги нема и студентите, ги нема протестите, тоа покажува еден длабок дух на робство кој владее во Македонија, од системот кој ве потиснува, ве изнасилува. Не заборавајте, повторно ќе се повикам на Библијата, бидејќи кога не функционира правниот систем, кога не функционира државниот апарат кој е политизиран политички, не баре Македонија е претворена во феудален посет на одредени мокници, слуги на поднебесните сили на злото на овој век. Не може законот да функционира во Македонија, а да не функционира од онаа страна на Пирин планина или под Олимп, или во македонците во Албанија. Ние зборуваме за систем во кој се наметнува однесувањето. Повторно ќе се повикам на Библијата. Значи, кога правниот систем не функционира, кога не функционира државниот систем, бидејќи е феудализиран, вие се повикувате на Божиот закон, го создаде Господ Бог човекот и му даде право на избор. Ние сме се родиле македонци, ова е земја Македонија. Македонците во Албанија немаат никакви права, а тие бараат двојазичност само затоа да се направи уште една албанска држава на Балканскиот, односно на Македонскиот полуостров. Тоа е стратегија на ширење на омразата и на војни, и академскиот одговор е дека не можете вие да изнасилувате еден народ по ниеден закон, ниту на меѓународното право, ниту на Божиото право, ниту на природните закони, кои владеат, односно функционираат око за око, зап за зап, старозаветен закон, како ќе го наречете, природен закон, го знаат сите нации, раси, религии, се она што ви го прават вам, да го правите вие. Го поддржувам овој собир, се надевам дека Господ ќе им ги отвори очите на слепите водачи кои не водат во граѓански војни, во јами, во поделби, кои ја продаваат земјата за 30 на евреници, како да сме ние некои луѓе за отстрел, кои во Европска заедница, која го полага правото на европејство преку македонското прашање, бидејќи Европо, уште колку македонска крв е потребна за да се наситиш, какво е тоа право, народ кој се именува себе си како Грција или Бугарија или Албанија, да има повеќе право на Македонија од самите македонци. Мир вам, бидете благословени колеги, што не се плашевте да излезете и да ја кажете вистината, зашто живееме во едно темно време. Шекспир има еден израз, да ти е страв да те стемни на пат. Се надевам дека Господ ќе ни даде сили, а и оваа интелектуална елита од УКИМ ќе го поведе народот да излеземе од ова духовно и физичко робство, во кое не туркаат, во јамата во која сакаат да не напикаат белосветските мокници под небесните сили на злото на овој век. Амин.